Метрополис, број 1 радиомрежа. Добро вечер, Македонија. Вие гледате најдобрата забавна емисија во Македонија, Ти реков ми речу. Јас сум Давид Давидовски, вашиот омилен водител, а денеска сум некако посебно расположен затоа што во моето друштво ќе ми прават две прекрасни дами, ќе започнеме со помладата. А тоа е едно од најхрабрите, најконтроверзните наши глумици, дефинитивно едукатор, аниматор, стендап комичар се проба едно време, единствена Изабела Пан, односно Изабела Јакимова. Изабела, добре дојде. Добре, како си? Фала на покана, супер ти. Јас сум одличен. Ова ти е прв пат во Ти реков ми рече. А во емисијата да. Да. А во радио емисијата исто бев еднаш. Тогаш да видиме како ќе се најдеш овој пат. Ова е твоето место. Дефинитивно според мене една од најбавите македонски пејачки, па не само во Македонија, туку и пошироко. Најдобрите, најталентираните вокали во Македонија, не само во Македонија, туку и пошироко. Нема да шира многу со најавата, хитмейкерката и единствена Александра Јанева. Колку најава ти благодарам многу, но требајте според. Среќен сум што си во Ти реков ми рече. И јас сум среќна, за прв пат сум тука во твојата емисија и за прв пат во Метрополис радио. Баш се радувам што е така. Да видиме како ќе се снајдеш. Мислам дека е време да одиме со еден краток джингл, па почнуваме. Метрополис, број 1 радиомрежа. За почеток морам да ги најавам и да ги поздравам нашите пријатели на емисијата Ти реков ми рече. Тоа е All Electric, кои што се познати по тоа што ги имаат најбрзите електрични тротинети, најдобрите електрични велосипеди и најдобрите електрични мотори и оваа прекрасна кацика која имам желба се ставам на глава, но во овој момент тоа не можам да го направам, но ќе го направам на крајот на емисијата. И најдобрата органска козметичка линија, револуцијата која станува збор за козметиката, а тоа е Сиора. Девојки, како сте? Одлично. Добри. Добри, зашто добри? Па не знам така, денот ми почна прилично Имам ангажиран. информации дека имаш некој проблем со рамото и дека си одиш на физикална терапија. Одам на... Тоа е физикална со вежба, имам проблем од рамо до тук. Да, зашто? Зошто? Се случи нешто, падна точак? Неправилно држање на тело од дете, тоа е почеток. На цело тоа неправилно држање на тело, запишување на кикбокс, влегување во спаринг, ме малаат во кичма со нога и... Да. The rest is history. Добро. Ке нема сигурно, јас случајно ова беше една мала заебанција, можам вака да се изразам, да не ги забравиме нашите генерални спонзори. Најдоброто и најслушаното радио во цела Македонија, тоа е Метрополис радио, така ли е. Александра, како што реков, ти си прв пат во Ти реков ми рече, навистина сум многу среќен, искрено ти кажам, возбуден. Дали знаеш што е заедничка помеѓу тебе и Изабела? Не, ајде да му кажем. Изабела, ти предпоставуваш што е заедничка? Не. Тоа што и двете почнавте од многу младе, се занимавате со оваа професија наречена естрада. Јас мислам ќе кажеш низ ден сме родени. Не. Фикам не, јарец вајда. До толку. Што си во хороскоп? Близнак. Близнак. Ау, интересно. Океј. Заедничко е кај вас тоа што од млади почнавте да се занимавате со естрада, со шоу бизнес. Ти почна од многу млади години во детското драмско студио при Македонскиот народен театар, а ти веќе во 2013 година пред точно 10 години победи на Макфест. Така е. Ама на 16 почна. На 16 почна на приредби, великденски концерти во Струмица, така ли е? Мислам, првиот настап со група, така да првата свирка, ако можам така да ја наречам. Па добро, тогаш ајде. Приредби уште многу порано. Да, тие се тие школски приредби, да, великденски концерти кои што биле многу посетувани. Можеби Изабела и нашите гледачи не знаат дека ја споредува со големи светски имиња. Например, кој беше Jay-Z? Не. Добро си ја простудирал Википедија. Да, само што не слушам како се вика странска музика, така да. Да не мислиш о Бионсе? Македонска. А личи на Бионсе, така? Личи на Воопшто не личам на Бионсе. Вика на Jay-Z Не сакам да кажам Jay-Z. Напредан. Не сакам да кажам, не ги слушам тие. Адел. JCJ. Тука ми е написано Адел, добро. Ја ги знам Шемса Сулјаковиќ, Тома Здравковиќ. А затоа ја фаца напред, кој Jay-Z човек. Мацата се нашалена, маца. А добро, скоро Со AI може да заличим. Адел. Изабела, се најме видено одамна, што има ново кај тебе?
Кај мене има имам театар, мој, на кој сум особено горда, за кој... Театар за тебе? Театар за тебе се вика, да. И... Мислам за мене, ќе каже, добро. Па за тебе? За мене? Топ! Тоа е за... го направив со помош најголем од татко ми и мајка ми сега тука. Она им прави кафе на сите што ќе дојдат во простор. Каде се наоѓа тој простор, тој театар? Ченто се наоѓа. Направивме театарски простор, не е нели како МНТ, но е пристор. МНТ веќе се распаѓа, така да се надевам дека не се распаѓа. Тоа е најбитно. Не е направено од ефтин гипс. И ќе видиме. Па добро, во МНТ знаеме како беше направено. Така. Вака овие бои ги има. Не е Скопје 2014. Ама ми е многу драго дека сега сите представи што ги работам, можам да си ги патентирам како под своја капа. Да, ти ги режираш, ти пишуваш текстови, свети. До сега во принцип било така, сме имали соработка и со други режисери, сега планираме соработка со завршен драматург во ФДЛ. Браво. За да се расшириме. Идејата ми е да работам стрикно македонски дела и тоа. Браво, јас на вистина те познам тебе од многу одамна, така да баш ме кефи, знам дека ќе успееш и веќе успеа. Интересен е фактот што ти вчера се сретавме во кафана случајно, буквално вчера пред снимањето, ова ноемвриско снимање. Така да и кога ти кажа дека нели гостуваш со Александра Јанева, ти ми кажа дека ти е многу чест, дека ја сакаш, обожаваш како пејачка и ми кажа дека омилена нејзина песна ти е Врати ми го сонцето. Да. Благодарам многу. Да не се благодари се, и мене ми е таа омилена песна. Не само мене, ние цела Македонија сака таа песна. Цела трупа, бевме како ни беше при срце песната, се пронаоѓавме. Таа е најслушаната твоја песна. Често да ми придат така некои друштва и ми кажат дека ја слушаат многу често по нивните собиранки и дека има баш хит. Да. Поискрено таа песната што ја обележи мојата кариера. И во диска ја пуштаат. 2013 година, мислам, за прв пат како дебитант се појавив на макфестовската сцена. На 18 години? И остана забележено. Меѓутоа не стана хит по објавувањето, туку тоа се случи после неколку години. Добро, кај нас во Македонија тоа е... Добро, така јас се тешам. Чекаме да умре некој, па после да стане популарен. Да, или ќе биде инстант хит, па ќе биде актуелна неколку месеци, или ќе стане подоцна хит, па ќе остане. Најбитно е тоа, да трае како evergreen. Така ли е? На Илена Ристевска песнава со Текила што изгледа. На почетокот сите е хејта. Хејта и затоа стана хит. Да. Ама добра, Врати ми го сонцето не е песна за хејтање, туку беше песна која што од самиот старт според мене бев многу мал, беше на вистина хити по сите радија, на телевизија. Дека кај нас 80% кога нешто е инстант хит, најчесто е хит заради тоа што... Ева тогаш сега ќе ја прашам Александра. Дали на пример кога се појави нешто кај нас народот не го прифаќа на почеток, како го судува, како што е ова, зашто ова вака, и после кога ќе сватиш дека тој навистина многу квалитетно и добро, па добро е, ова сакам да го гледам, ова сакам да го слушам. Знаеш како имам некој чувство дека дури некој од страна не признае дека продуктот е добар, мислам дека многу тешко признаваме дека нешто кај нас е квалитетно. Браво. Треба поголема маса на луѓе, на публика да го прифати нештото за да сите кажат да ова е добро. Ако си, не знам, ако си нов изведувач кој што вади нова музика, по првото слушање сите ќе бидат со коментарите, што е ова? Ако после некое време песната почне да се врти по радио, почнат да се пишуваат добри коментари, тогаш веќе сите ја прифаќаат. Затоа е тука Метрополис радио. Па добро, пошто кај памтиш ти, мене ме интересира таа коронска година 2020. После ќе ти кажам ја па што ја памтам. Коронската година. Кога беше тоа? Пред 3 години. Ја памтам заради тоа што бодев детско драмско онлайн. Тоа сакам да го чуам. Да, со дечиња од 5+, отворија тогаш онлайн детско драмско. Да. Жал ми е што не се продолжи. Јас се пријефам, ме одбија, рекоа многу си стари, имаш брада. Идеја со дечиња бе. Да. Баш беа дечиња. Беше супер тоа. Баш беше и за дечиња, некоја цело време беа затворени само со училишни активности, ова беше нешто клинско. Ќе памтам по тоа што многу работи сватив за своето созревање, доста созрев во таа карантинска година и сватив дека ми е многу окей да бидам само со себе. Браво. Тоа е многу битно. Кога ќе научиш да бидеш сама со себе, да
се запознаваш и да уживаш. Јас ке памтам по друго нешто. Искочи на хит видео од Александра, во која мајка й, која нели не пее, ја пееше незината песна односно твојата омилена или нашиот хит "Врати ми го сонцето". Тоа беше вирално. Не, до ден денес добивам коментари на Facebook за тоа видео. Стварно не ми е јасно како стана толку вирално. Веројатно сите ја препознаа на чиста емоција, дека ништо не беше одглумено, туку беше многу природно. Мајка ми и татко ми инаку и двајцата се музикални, ама немаат, да кажем, некоја боја на глас за пење. Денеска со аутотюн све ке се реши. Денеска све се решила. И кога почта ворителите да стануваат пејачи, моите колеги, така да денеска све се решава. Веројатно, никогаш немале тие храброст да пеат пред мене, секојаш онака мумлале нешто. И баш се изненадив кога во тој момент мајка ми пушти глас, што дотогаш јас го немав чуено, стварно. И таа се возбуди многу, почна да им надоаѓаат солзи во очи и стварно беше многу емотивно, многу интересно видео. Да го гледате сите што. Јас го гледал, тоа стварно беше вирално. Тоа беше таа година, нели TikTok година, па тоа све веќе се објавуваше, луѓе објавуваа различни видеа. Кога збориме за песната, луѓе, па дај, мислам дека е време да запееме тогаш. Ја нема да пеам. Ке запееме, ајде. Па вака, тогаш одиме со еден краток блок на реклами, па ке пееме. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Чувај ме кога денот ке ме свие. Пази ме кога мракот ке ме сокрие. Тоа го барам, со тебе го најдов. Единствено ми беше сонце, но сонце ти ми скри. Кажи ми, кажи небо, моје сино. Кажи ми, каде сонце ми се скрило, за кои врвови, во кое море. Па сега негде оттаму ми праќа само зрак. Не враќај заслужува аплауз! Метрополис, број 1 радиомрежа. Дефинитивно ова е твојот жанр, ова го сакаш. Така? Да. Не, сакам да те прашам дали од мала ја слушаше ваквата музика? Не, искрено да ти кажам, на своји 18 години кога за прв пат се појавив на таа сцена, буквално не знаев што сакам, што пеам, кај сум, кај се наоѓам. Песната ја прифатив неискрено само заради тоа што ми се допаѓаше многу музиката и текстот. Кој го напиша? Кој ја направи? Ристо Самарџиев ја напише музиката, поздрав исто до текстот, мојот поранечен другар Ристо. Да. И ти? Од кога бе ти пејачка? На стелба ми, брат, не знам да зборам таму нешто. Ја не си бил роден, јас сум изузетно помлад од многу вас. детски песни напишано. И тогаш на 18 години ја доживував само како убава песна, знаеш, ниту можев некако текстот да го доживеам така како што го доживувам денес, после 10 години, со изведување нонстоп пред публика и сите како ја пеат, како се соживуваат со текстот, веќе почнеш и ти да ја доживуваш онака како што треба, меѓутоа можам да кажам дека од тогаш па до сега
сменив многу жанрови, се пробав во многу други музички стилови. Би се И пробала мислам ли? дека сега, дури сега веќе знам што сакам и знам што е оно што треба да го барам, а тоа не се шлагери. А што пат разбираш ти пат шлагери? Па мислам дека врати ми го сонцето има некоја шлагерска нота. Да не се разбереме погрешно. Да, окей, не окей. дека нема да отпеам нешто такво понатаму во животот, меѓутоа во моментот сум фокусирана во еден друг правец и ќе видиме до кога ќе трае тоа. Што се подразбира стварно под шлагер, како Па не знам како да кажам, evergreen мелодија, малце по-ретро стил. Добра, сепак тоа се големи хитови, како и сите твои песни. Па се вака, пошто, например, ти не пееш турбофолк музика, а обично, нели, турбофолк пеачките кои што пеат така музика, после секоја песна отпеана добиваат 1000, 200-300 евра бакшиш. Јас ке ти дарам од моите пријатели, например, Сиора, Органска козметика, ке ставиме овде, а на крај ќе си земеме. Уважаваш? Обожавам органска козметика. Да. Изабела, па не ме гледај така тужно. викам јас не пеам. Не ме гледај така тужно. Ако и ти ке запеш. И ти ке запеш. Ово е органска козметика, мораме да кажеме, и на вистина мириса прекрасно. Можете да, слободно. Стварно. Да, органска козметика, наша македонски бренд, во секој случај. Е многу убаво, на вистина. Што мисли за турбофолкот? Нема зашто. За турбофолкот. Па уште една гранка на музиката која што трае, верувам дека ќе трае, уште многу долго. Кој е твоето искрено мислење? Искрено. Ми пеела ли некогаш во Па кафана? види, ќе кажам Not My Cup of Tea, Добро. ама има луѓе кои што заработуваат од тоа, сакаат да го пеат тоа и воопшто не ги осудувам. Значи сите ние треба да си го најдеме своето место на музичкото небо, така што кој сака да си пее турбофолк, слободно нека пее турбофолк. Единствено нешто што би сакала, ако веќе се пее турбофолк, е да има подобри текстови, да може барем текстовите со кои што се поврзуваат, Да. имаат некаква подлага. Кај нас има глупи текстови? Има. Например, една песна кажи ми, кој има глуп текст. Сега не можам да се сетам. 2-3 збора кажи ми, јас Не мене ќе ми глуп текне. во смисла, не знам. Непристоен? Туку не се, за мене, Нова со чорапа сите. Тоа не е турбофолк, тоа е од Србија. Збориме за Македонија. сака да Еве за пева. Македонија, например, има некој пејач што некоја песна каже што навистина онака текстот е недоличен. значи, знаеме дека постојат песни кои што имаат една реченица, Цела песна, да. И тоа ако го прочиташ како текст ќе си кажеш тоа е ова глупост. Ама ако песната соодветствува со музиката, односно ако текстот соодветствува со музиката, тогаш не можам да кажам дека е глуп текстот. Така е. Што ако биде целина со музика, тогаш е добро. Ако не се вклопува со музиката, тогаш и најдобар да е на свет, и не знам какви филозофии да има во него, тогаш тоа не е добар текст. За една песна да биде добра, што е побитен, текстот или музиката? И двете се битни. Многу битни. И не само музиката и текстот, многу други фактори има. Значи, дали кој е пејачот кој што е пее песната, дали знае да пее, дали е актуелен во моментот. Има ли ке нас пејачи кои не знаат да пеат, а се пејачи? Популарни. Изабела, еве, тебе ке те прашам, скрши го ледат. Па има веќе. Кој? Јас имам песни, знаеш. Никогаш. Де смениме најавата да кажеме пејачката Изабела Јакимова. Со Принцес Донацу. Аха, го знам, да. Песна, која не е излезала и нема да излезе. Уф, јока ти. Јока ли е, затоа што за тој жанр што излезе, јас знам да си ги пуштам и Секси Марса и Дон Фрея и знам како да си скрепам на нив. Добро, немој да ми се правдаш. Сакам да чујам дали во Македонија има пејачи кои што не се добри, а сепак се популарни, пеат, имаат настапи, концерти, тезги, како и да се викаат. Па Да ми јас набраш. искрено не Па познавам Стефан некој. Лазаров не знае да пее. Така е. А има песна. Стефан е пејач. Мислам, татко ми на Стефан е еден од како... Добро, сега не зборам за татко му, за него. Мислам да некои други пејачки. Нема врска. Он имаше еден период кој што беше пејач. Да, имаше Джипи? настапи, мислам, да. Да, ама дали тие се бројуваат во пејачи? Ама Не за знам, жал- мора да Кога направиме веќе некоја правиш дистинкција, песна, кога веќе правиш Ама песна. види, нивните спотови вредат 6 пати повеќе од твоите, а квалитетот не се мери на пеење. И луѓето А сега Александар напреден спот што мене ми е фаворит, немојте молам.
Ама сакам да кажам, имаат многу спонзори, многу вакви коли, онакви коли. Еј, тоа не ми се свиѓа мене тој стил. Ама влече публика. Они тоа го прават за публика. Деца углавном што се палат по брзи коли. За деца. Океј, да свинеме оваа тема, веќе одговорот го добив. Ајде да збориме за детството. Кој го препозна во тебе талентот за музика? Тато, мама и бато? Па да. Почнав со пеење зад врата. Како зад врата? Па зад врата се срамев да пеам, да пеам пред нив. Близнак си во хороскоп, па се срамиш? Да, бев Ова е интересно. многу срамежлива. Последниве неколку години од средно па натаму сум така поопуштена. Почнав зад врата, ме слушнаа тие, па почнаа да викаат комши и роднини. И така некако се опуштив понатаму. Во школа веројатно имавме некои часови на кои што требаше да пееме, ако добро се сеќам, македонски народни песни. И таму се представив во добро светло и таму почна се. Браво. Како те гледа соучениците, пријателите во тие години? Како? Па изненадени беа, затоа што и тогаш бев мала и до ден денес сум мала, 1,57 м. Од мене излегува некој глас. Тоа е нормална женска висина, не се зафркава. Од мене излегува глас кој што не е својствен за мојата висина и така некако беа сите изненадени. Кај го вадиш гласот? Ја, например, сум 1,83-4 па веднаш кога пеам. Глеј. Прекрасно. Прекрасно. Аплауз за мене. Па. Сакам да збориме за твоите почетоци, но интересен е фактот што од Струмица доаѓаш во Скопје. Дали е неминовен фактот да се направи кариера и успех во Скопје? Според мене да. Мислам, мора да си тука, мора да си присутен. Ако веќе сакаш да бидеш актуелен, мораш да одиш по емисии, Така е. да правиш добра промоција, да доаѓаш во радија. Ако постојано патуваш, веројатно и тоа е изводливо, меѓутоа ќе ти биде понапорно и еден ден ќе си кажеш вреди ли ова, се зошто го правам ова. А и мислам дека на вистина Скопје град со многу повеќе можности отколку помалите. Зошто е тоа така? Дали, например, може во Струмица, например, да се направи една музичка индустрија на некој начин да... Може, има многу пејачи во Струмица. Многу, и многу талентирани. Меѓутоа не може да се мери нивото на културни настани. Кој е крив за тоа? Државата, владата? Па сите сме криви. Прво кога ќе се направи, да кажам, театарска представа во Струмица, не знам дали е доволно посетена за да може тие луѓе. Во Антон Панов, Да, за да може тие луѓе и тие заработуваат од представи, така да може да направат следна представа, треба да има публика која што ќе дојде да ги гледа. Не се цени, да. Не, што се мене, Заев или Мицковски треба нешто. Они посекако си направиле били што се направиле. Народот, како народ во Македонија не те цени. Да. А и сепак има многу помалце луѓе во помалите градови. Има, ама ја, например, многу пати ми се јавувале од други градови, дојде да играш представа, ама немаме буџет. Да. И сега, ама ти идеме за уметноста. Да, ама ние не живееме во време на Петре Прличко, кај што играл на Кочија и собирал парички од чеше. Ја плаќам сметки дома, не, така, не можам да работам диспечер за камиони, а ова само... Да, секојаш е кај нас за промоција, дојди да се промовираш. Не, сум завршила глума и сакам да заработувам. Тоа за која сум посветила 6 години. Да. Па ајде, веќе кога зачнавме оваа тема, мислам дека треба и да ја довршиме. Еве, како што прашав Александра, ќе те прашам и тебе за твоето детство. Кој го препозна во тебе талентот за глума? Јас. Браво. Како си? Позде врата не се криеше, немаше срам? Не. Јас сакав да бидам многу мала на глума. Моите не беа фанови на тоа, има некои. Те предомислуваа? Па не, тоа не е добро, ти ќе станеш ваква, така да се расипеш и тоа. Што да станеш, бе? Промискуитетна. Добро, разбирам. Да, што, про? Аха. Оди на YouTube, деца може да го гледаат, па си била мајда културно да зборуваме. Те разбирам. Океј. Они има таков поглед на професијата, ама јас запнав тела. Кога ми така се започна перизова на детска рамско, кај што и ти си. Кај што одев и јас таму почнав мојата кариера, ама јас се завршив тотално во друг смер во новинарство, тоа и студирам, така да не секој може да биде пејач, не секој може да биде водител. Така. Имено за мојот предходно со дали постојат пејачи кои не се пејачи, а се познати како
Да. Не може секој да биде и Не номер, може. и пејач, и глумец, и... Една да се шоуме, например, да се зафркаваш, како што имам мал милион такви примери во соседна Србија, ама се кажуваат, например, Огден Амеджич, водителот. Ја, вика, не знам да пеам два, тоа нама се зафркавам. Шо, ке сними? Тоа е веќе друга, ама се декларираш да се удараш у груди, јас сум пејач, настап имам, највише снимам, а не знае на плейбекови пее, тоа не ми се допаѓа. Ама и во мојата професија има ограничување. Например? Па, например, не можеш ти да бидеш актер за се. Тоа сакам да те прашам. Дали во Македонија мораш да завршиш факултет драмски ФДУ за да бидеш актер или е потребен само талентот за глума? Пошто ја не верувам дека Бред Пит има завршено драмски уметности у Њујорк. Ама таму има друг систем. Таму имаат механизам, он те зима и те врти и ти цело време имаш работа. Овде, според мене, не би требало да се бавиш со професионално со глума ако не си поминал образование. Не можеш Добре. да играш ти главна улога во... Ама ако си екстремно талентиран? Добро, тогаш запиши се на академија, пошто не сме ние глупи што сме учеле 100 години на академија. А не е тоа до талентот, туку тоа е до пазарна економија. Тоа е затоа што ќе дојде некој и ќе рече за колку ти игра Изабело филмот за 150. Ја ќе ти играм за 50. Аха. Тоа е. Како тука кај нас е тоа. Тоа е шлак на моето следно прашање. Ти заврши факултет и дури интересен е фактот што ова верувам дека многу мина не го знаат, ти магистрираш. Имам ушеден. Добро, готова. Ова емисија ќе се емитува во ноември, така да веќе си магистрирала, честитки однапред. Така да, што сакам да те прашам, заборев, магистрираше во Нови Сад и сега не работиш во ниту еден наш државен театар. Не бе приватно сега. Да, зошто не работиш државно? Зашто што ми бара партиски книжки и мита. Стварно? Сега е тоа јавна тајна. Дебе. Вамо бе, да, е партија, мартија, оваа партија, таа партија, така мај. Си работам сам. Не би влегла во партија? Сега за сега. Александра, ти си имала ли некој ваков сличен проблем? Непотизам и... Па, стана освен збор? тоа дека сум била поканета од неколку партиски гарнитури да настапувам. На митинзи? Да. Да пееш? Не сум имала никакви други притисоци со тоа што јас никош не сум стигнала до тоа да отворам некој свој приватен бизнис, за да имам некакви притисоци. Добро, со оглед на тоа дека ти си дипломиран на стоматолог, може еден ден ти отвориш и стоматолошка ординација, така да не се знае. Па не знам што да кажам. До сега немам ниту еден ден работена како стоматолог. Ако отвориш приватно, немаш многу политички притисоци. Да? Имаш од друга страна. Конкуренција. Сега си тука веќе престануваат да те сакаат, па те гледаат од колегијална страна. Пошто политичките партии поише се заинтересирани кога ти немаш избор. Па као да те примеш. Да. А после ти кога они ќе видат, јас на пример соработувам со луѓе исто и од СДС и од ВМРО, познам луѓе од Левица и од... Дуи. Ама да, значи пуста Нормално, такива луѓе од сите партии. Не се они сите бабароги што... Да, далеко е тоа. Ама сега, Далеко е тоа. Некој од партијата не саботира. Не е страшно, сепак светото малце повеќе не свети, ама добро, тоа е добро за вас, а лошо за мене, што ќе истакнете уште повеќе вашето бавење, јас мојата ругоба. Како да не? Да се нашалиме. А кога почнавме темата за стоматологија, која беше причината да станеш стоматолог, да сакаш тоа да го студираш? Па не знам, некако природно се одеше процесот во, не знам дали сега е во гимназија така, ама кога јас учев во гимназија, во Струмица, можеше до втора година да учиш општи предмети, после втора се уште е така, да. Нели математички, јазичен смер. И некако повеќе афинитети покажува секогаш кон биологија, хемија, кон природни науки. И во трета се усмерив математичко Б и стигнав до факултет, стварно не знам што. Од сите медицински науки ова најмногу ме привлекуваше. Браво. Ама тој е тежок факултет во секој случај. Многу тежко, Да. Особено тогаш кога имаш друга професија, па некако се трудиш да го организираш. Постигнуваше се? За да постигнеш. Па не постигнував. Завршив малце покасно од тоа што ми беше рокот, меѓутоа морам да кажам дека се изнамачив и некои предмети на вистина до ден денес онака Како памтам траума ти се? што сум научила. Ти предизвикува траума или не?
не можам да кажам дека тоа траума, само една убава лекција дека ништо во животот со што сум постигнала успех не било туку така. Секогаш ми доаѓало со напор и труд. Браво. Аплауз. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мораме да прашам Изабела за Супервселенко. Ајде. Од кога дојде тој проект? Вие сте тим на аниматори кои што организирате и правите одлични организации, забави, роденденски, детски прослави. Од лани. Од лани? Да. Зашто мислат дека е тоа одамна? Не. Лани во јуни месец јас останав без работа. Како бе? Па си дадов отказ, не беше за мене. Некоја канцелариска работа беше кај што јас ке полудев. Зашто? Зашто се одлучи за тој потек да работиш во канцелариска? Тоа за пари. Аха. Не треба пари. Ама сватив дека ќе го загубам умот ако продолжам. Да работам. Сепак ти си уметник, да. Не можам, стварно. Мене ми треба да се движам со луѓе, да нешто измислувам. И небитно, останав без работа, синов и реков мора да измислиш како да направиш нешто. Пари. И ми текна супер сера. Дека добро ми оди со деца, мастерот ми е поврзан со едукација за деца и од деца до стари. И така настана супер вселенко, таа приказна одлично се расшири, одлично трае, се вклучија останати актери Браво. кои работат како аниматори и сега сме тип вселенковци. Имате работа? Да. Прослави, родендени, ве викаат? Не вика. Добро, само ти си кажа дека децата просто тебе те обожаваат, ама најмногу те засака на млада детска публика кога снимаше различни видеа на социјалните мрежи, TikTok, Instagram и тоа мислам дека ми е еден дел од рубриката тоа прашање, ме сега ќе го прашам, те прашам на моја гледачка. Зошто Изабела престана да биде смешна? Тоа го праша, ако не се лажам, Симонида, како се викаше тоа девојче, ќе ја прочитам после. Не стигнеме на тој дел. Зошто Изабела Пан престана да биде смешна и зошто Изабела престана да снима видеа, секојдневни ситуации на хумористичен начин представени на социјалните мрежи? Изабела престана да снима видеа заради тоа што кога се запишав на академија ми забранија. Зошто забрануваат? Зашто има уметничка вредност јутубер. Како што си јутубер, нема уметничка вредност. Па добре, еве јас сум на пример забранет на сите македонски телевизии, кај да се појавувам? Ама не, тоа е друга ситуација. Тоа е како не можат моите скетч видеа да се на исто ниво со театарска представа или професионален филм, реално. Нема тоа нешто. Јас тогаш не сум размислувала. Сум имала 15 години, што на тоа на друго. Да. Снимаш, правиш за да си бил посмешен. Изабела во еден момент почна многу да прави overthinking и престана да биде смешна. Смешен ми е коментарот од гледачката за тоа. Извини. Толку беше. Почнав многу да размислувам, па чекај да направам поквалитетно па и отидов во некоја друга страна. Се сум повеќе со организација, со продукција, со режи, со пишување, многу помалце сум лайф. Да, те разберам. Сакам да те прашам како на пример сега нашите гледачи, публиката, па и нели возрастите, како на пример сега тебе те контактираат? Ајде изрекламирај се сега, ти е времето, мајка му стара, изрекламирај се сега. Како да те контактираме ние што сакаме да правиме прослави? Може слободно да изгуглаат театар за тебе, имаме Facebook, Instagram или да пишат Супер Вселенко. На двете страни, на Instagram и на Facebook, го имам мој број. Нека ми се јават и секој се договори. Така и треба тоа сакам да го слушам. Пред 4 месеци сакав да те поканам во емисија, но тогаш ја завршувавме првата сезона, а тоа беше поводот твојот нов хит, утрото ќе промени се. Но еве денеска сме тука, така да не е 4 месеци. Тоа е спотот што се допаѓа ствари. Најдобар. Да. Најдобар. Добро. Високо буџет. Не знам, што збориш ти, Изабела? Не, има многу погрешна како да кажам перцепција околу тоа колку е некој спот високо буџетен или ниско буџетен. Не значи дека ако е ниско буџетен не може да биде добар. Апсолутно. Знаеш, главна е идејата. Ако имаш идеја, сценарио... Ама не, јас лошо си изразив. Не мислев на колку пари. Не зборувам за тебе, зборувам општо генерално за како мислење. Поредбата мислев дека секогаш они имаат повеќе поддршка од спонзори, од останати луѓе, Точно. Некој друг што има поголем квалитет. Затоа што тие спонзори што даваат пари, нив не има битно дали публиката 5 години, битно има дека него го следат. А и тоа е релативно. Еве, ти мислиш дека утрото ќе промени се високо буџетен спот.
според мене тоа не е воопшто високобуџетен спот. Има, знаеш колку поскапи спотови што не изгледаат толку добро, значи ако Така е. ако не се Како што погоди кажа светло, Александра, најбитно е идеја, замислата. сценарио, мислам, се Ке џабе. потврдиш неколку факти што ги открив, ти ке потврдиш дали се точни, дека приказната, односно спотот во Утрото ќе промени се е приказна базирана врз вистински случувања. Дали е тоа точно? Па точно е, воглавно се што пишувам, особено во изминативе 4 години откако Ти го пишуваше текстот? заедно со Лази. Да. Пишувавме, меѓутоа, тоа беше Цветковски? само идеја. Лази Цветковски. Е, Тоа беше така. само идеја, комплетно го финишира Тајзи. Тајзи, о, браво. На Утрото ќе промени се. Секогаш се трудам сето оно што го пишувам да биде или некое моје искуство или оно што сум го доживеала на своја кожа било поврзано со мои блиски луѓе. Така што и Утрото ќе промени се и денот што ни носи. Интересна тема во секој случај кој што дефинитивно сакам да ставиме акцент и да се држиме повеќе на оваа тема. Кажа дека човек треба да научи во живота да кажува не. Да. И тоа е било половина здравје. Да, и тоа многу повеќе и многу почесто да кажува не отколку да. Ја дали знаеш дека во животот никогаш не сум одбил ништо? Мислам сега, нормално некои негативни работи сум кажал, не се плашам, ама Добро, ама тоа ти донело помош од пријател и такви некакви работи, и лоши работи и добри работи, така? да. Повеќето лоши. Повеќето лоши, а во животот никогаш не сум кажал не, па затоа едве чекам да го поставам ова прашање не само на мене, туку како мотивација да бидеме за нашите гледачи. Кога во животот ти зошто треба да кажеш не и зошто тоа значи половина здравје? Па еве ќе кажам на сите нас кои што се бавиме со јавна професија е многу битен тој момент да знаеш кога да одбиеш нешто, затоа што луѓето ќе пробат да те злоупотребат, да злоупотребат твојата добрина, значи оно што си го кажал ќе пробат да го извадат од контекст. Значи секогаш треба да знаеш во што влегуваш и со какви луѓе. Да. Прво си во средина. И имаше многу примери во минатото кои што беа погрешно перципирани. Значи, луѓе, не знам, изгубија публика, изгубија фанови, заради тоа што некогаш нешто кажале што било извадено од контекст. Прво е таа причина која што би ја издвоила кога да кажеш не, кога да одбиеш, дали интервју со некој, дали, не знам, соработка со некој. Се одбило ли до сега интервју? Сум одбила интервју еднаш во животот со дечко кој што не беше коректен спрема мене, односно начинот на кој што ме покани да бидам во емисија беше некоректен и... Кој е тој? Па сега не... Не сакаш да го откриеш? Не сакаш да ме го дигаш рейтингот, ние така се изразуваме. Интересно во спотот е тоа што Утрото ќе промени се во секој случај. Е тоа што гледаме дека знаеш да користиш боречки вештини. Имам истражувано на оваа тема и видов дека... толку сум добра во глумата. Тоа Изабела ќе потврди. Не сум гледала. Што ви е на вас? Метрополис, број 1 радиомрежа. Дали Иван те нервира уствари твоја дечко Иван? А кој партнер никогаш не ве нервира? Зашто те нервира? Има ли таков човек? Зашто, леле, како прашање ми текна. Зашто те нервира најчесто? Прво, затоа што сум пресен шофер, значи возам скоро 2 години. На почетокот кога почнав да возам, тоа ни беа првите, ајде условно да ги наречам карти. Кочи, не, тоа е кочица, ова е газ. Секогаш тој ми беше тутор и буквално ми кажуваше некои работи кои што веќе ги знае, значи во сон да ме разбудиш. И А тој е постар од тебе? Постојано, како? Тој е постар од тебе? Многу малце постар. Да. Тој е 94, јас сум 95. Да. И значи упорно ми кажуваше работи кои што веќе ги знаев и тоа ме нервираше страшно. Ти соли памет. Да, ми соли памет. И во кои други ситуации, па не знам, кога веројатно Дома не те слуша при оние доматински не, работи. многу е домаќен, затоа не можам за ништо да се пожалам. Под струмица како Значи може се да што биде. правам јас, прави и тој, така да... Во случај кога на пример те нервира додека возиш кола, дали на пример тие боречки вештини што ги искористи во спотот би ставила онака нели сама рече краја, ракавици немој. и да ги испробаш врз него. Немаше да бидам со него ако го направам. Да се нашалиме, да се нашалиме. Спортови се стрикно против нас. Да, ставам, тоа е бе, браво, браво, мораме тоа да го кажеме. Да. Да. Тоа е техника. Тоа е само одбрана.
Самоодбрани? Например, Иван вика, ова е комплот ти... Самоодбрана, да. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Јасно ми е дека ме гледаш ко трофеј и кај води твоево кафе. Добиваш, земаш, имаш па бегаш, бегаш, бегаш од мене. Скапо цена кит не за мене, луксузен хотел не за мене. Не сум за тебе, не губи време. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече и смири. Утрото ќе промени се. Утрото ќе промени се. Знам дека ноќта пак ќе помине и тогаш утрото ќе промени се. Метрополис, број 1 радиомрежа. Играме на многу интересна рубрика, мацка ве запознаеме повеќе, тоест јас и нашите гледачи. Некои работи кои што дефинитивно ве нема никој прашано во живот. Интересни работи, не се безопасни. Добра. Ова рубрика се века сум или не сум. Дали си ја направила таа работа или не си ја направила во животот? Ама сепак преферирам реклами. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Продолжуваме понатаму со рубриката Сум или не сум со Александра Јанева и Изабела Пан, Изабела Јакимова. Сум се забавувала со партнер постар повеќе од 10 години. Не сум. Не си. Сум си. Си, а? Ајде сега вака те прашаме. Кога, зошто, како, кој? Па нема потреба да го кажам. А колку години имаше, барам да ни кажеш? Јас имав... Тој имаше 28. Јас имав 18. Добро, полнолетна се била. Ја не беше тоа нешто сериозно. Тоа беше нешто во диско, така. Како за една вечер. Па не ни отида во екстрем. Добра. Да. Една забава, да. Мување, да. Така ќе видав на тоа, што сте мува. Сакате ли онака како помлад деве, зборам, сепак ти имаш врска долги години која трае, онака, дали прифаќате онака секс една вечер? Дали сте имале? Онака, забава само. Забава само. Не знам дали забава и оно што го спомна Изабела. Значи, мување за една вечер. Мување, да. Окей. Да. Да, за тие години тоа е се нормално. Дали ова прашање мое е нормално, тоа не знам. Сум имала секс пред 18 години? Не. Браво. Ова е реткост кај нас. Ни гостуваше во првата сезона на водителка, која нели ги има тие репортажи што ги прави, која кажа дека денеска во ова денешно време, во 2023 година, на 13 години девојчињата веќе губат невиност. И помале, дебе? Да, јас работам со деца и затоа и многу се нервирам кога гледам родители што се против сексуално образование. И моето дете не е во тие. Значи, потпишувам дека има деца кои влегуваат во сексуални односи од 10 години. Од 10?
Ја на 10 години си играв дома Ние сме други генерации. колички. Ние сме 98, 95. 95-та, јас 2002. Значи, ќе одек јадев ако се држав за рака, текнува, што бе други генерации. Сега е се смена. И жал ми е што гротото од родителите не се освестени. Стават прста чела да видиме. Затоа што децата ќе трпат, нема никој друг. Затоа сум искрено среќен што си денеска гостинка, така да мислам дека на многу родители ќе им ги отвориш очите. А дали, например, барем еднаш ви се свидел дечко на другарка и сте рекле, камо да беше мој. Имало нешто такво? Моите другарки сите имале врски подолги од 7, 8, 10 години и браво. мислам дека заедно пораснавме и никош не сум можела да ги гледам како нешто повеќе од пријател. А дали после пијана ноќ во тие ваши помлади години, утре дента сум си ветила дека повеќе нема никогаш да пијам? Едно 100 пати да се. Браво! О, 100 пати. Плюс 5 нули. Не, јас не знам стварно дали е до годините, ама дефинитивно веќе и не поднесувам. Не поднесувам алкохол. Значи чашка, 2, тоа е Максим. да. Најголемо пијанство, дали ке ти текне да ни го раскажеш? Имав едно интересно пијанство во средна школа, мислам дека бевме собрани друштво за 1 мај и сум имала блекаут, значи не се сеќам на ништо тоа што сум правила, но сум седнала на земја, сум ја земала теглата со крем и сум се мачкала по лице, вака, тука по врат, на секаде. И се разбудив од редната са бајле. Ја би кажал нешто, ама нема да кажа. Со крем. И не ми беше јасно, среќа што имав добри другарки околу мене што ме чува и така. Ово заслужува аплауз за оваа приказна. Јас знаеш како кога си пијан, сакаш да јадеш. И тоа било единственото што сум... Да, сум го нашла во моментот и... Добро, колку си испила тогаш? Колку сум испила? Сигурно не сум испила многу, ама на тие години знаеш дека си во некој диети, па не јадеш, па глумиш лудило, па ајде јас сега на екс и многу лесно. Не, екстерките дефинитивно го залажуваат музикот. А Изабела? Ти дореде 3 нули, за разлика од 100 на Александра. Последна, таа беше, во моментот не беше смешно. Значи, моите се извадија од памет. Боже, не мислела дека јас сум умрела. Да. Леле. Татко ми денес, ја и татко ми се смееме на приказната, мајка ми ден денес е екстремно лута за таа случка. Татко ми вика, јас се бајле отворам. Врата, сум се бајле, ти спиеш у ходник. А јас сум пробала да се одврзам чизмата и не сум успеала. И сум си легнала сум легнала јас на креветот, ама сум се свлекала од креветот и сум се продолжила да се спијам на под. Леле. Ама облечена. И татко ме кога излегол се бајле, кога ме видел, не си рекола, пробала она на кревет па се свлекла, туку рекол ми се сложило и што се Се развестила, да. И што е најтрагично, мене ме будат, а јас се смеам, луѓе. Викам, што ви е бе на вас? И он ми кажа, ти гледаш ли како си облечен? Викам, шо ми фали, бе? А ја, едната друга буса, другата чизма и вака стоја. И ме однесува на испитување за друга. Да, беше мачи тоа. И мајка ми рече, стига ти кај одиш, да видиме ние што правите таму. Си пробала ли друга? Имам пробан монстер. Марихуана? Да. Добро. Што не ли беше... Таму е легално тоа. Да, тоа е легална зона. И на ФДУ е легална зона. Леле. А дали на твоите настапи по локалите е легална зона? Дали има луѓе кои што конзумираат такви недозволени супстанции? Да. Многу. И веројатно те мислат дека никој не ги забележува, ама се... Си добила ли некогаш непристој се приметува тоа од километар? Се добила ли некогаш непристојна понуда од некој човек? Не. На твој настап? Не. Ајде пеј го тоа, не го пеј ова, дај убаци тоа, дој вечер. Чекај сега, значи тоа е веќе не знам што подразбираш под непристојно. За мене е непристојно да некој, не знам, бара да му седнам во скут, да му пеам, да... Леле, ама сте перверзни! А тоа дека некој ми барал песна друга, тоа се случува секој ден. Перверзница.
Си имала ли, добре веќе, кога ти ја зачита таа тема, си имала ли некојаш таква невкусна понуда, например Сиднеј Мускут или... Не. Не. Не, па не знам, некако уште од стартот сум со некој гард. Ти се оградила, да. Публика и никој не се осудил да ми предложи такво нешто. А кој најмногу би се допаѓа од нашата естрада? Имате ли некој краш од нашата естрада? Не би рекол селебрити краш, ама... Добро ди, тоа е модерна режија, па што и вие? Селебрити краш? Не селебрити краш, току краш од нашата естрада, како да кажеме. Како целина или само физички изглед? Физички изглед. Физички изглед. Како целина, ќе ти кажам. Знам, физички изглед, надворешен изглед. Кој би се здопаѓа најмногу? Па имаме многу симпатични, харизматични Ете на онака. машки, конкретно за машки. Можеш и женски да кажеш, не е проблем. Јас мора Young Daddy, Young Daddy. Дечкото, да, го знам. Ето. Го знам. Пејач, така рапер. Да, Има сега еден да. хит песна, да, цело време Многу минува фуно бој. изгледа и многу. Океј, си го одговори прашањето, Александра, ти? Еве ќе кажам Ламбе Тарабунов, сите се. Ламбе. Да. Добро, Ламбе од 2000... Ламбе ми беше гостин на концерт и тоа го кажав пред цела публика. Го видов, тоа Ламбе мене ми беше Помала ми гостин. беше платонска љубов, да. Ама Ламбе е од 2005 или Ламбе 2023? Па не е многу сменет, право да ти кажам. И јас така мислам. Сега е уште подрзо како тоа што беше, ама Ламбе ми е супер, ја Ламбе направи одлично шоу. Девојки се слушали македонска музика, ве сега се барали македонска музика или сите сме ограничени онака влезени кон она целина наречена турбо фолк или српски песни? Се слуша, ама пак ќе кажам не доволно за да се направи преголема журка. Мислам, тоа го согледувам од моите настапи. Јас пеам секојаш првите 45 минути пеам македонска музика и стварно има луѓе кои што уживаат и тие што ги знаат песните пеат на цел глас, ама некако кој ќе почнеш да пееш нешто српско или не знам хрватско, ко да се претвора публиката во нешто друго, ко да не знам, не се на иста фреквенција. Јас имам такво чувство. Веројатно причината е тоа што тие имаат многу побогата продукција од нас, значи објавуваат не знам колку песни годишно. Ние тоа веројатно никош нема да го стигнеме, ама можда и лекот е тоа да има побогата музичка македонска продукција за да Точно. Значи тога кај нас не се дава простор. Точно, да. Кога имам сгрешиш. Кога имам истражувано оваа тема, затоа што многу пеачите нели истото мислење го имаат како тебе, кога истражав оваа тема, вика дека српскиот јазик бил многу помилозвучен од македонскиот. Како не? Што ја искрено нема се сложам со тоа. Како не? И вика дека он има многу побрзи ритмови. Така да, а ние правиме повеќе балади, кои што нашите балади се вистина едно непроценливо богатство. А добар е фактот што еве сега ти рече дека новата песна ќе биде со брз ритм, па да видиме може таа ќе биде многу побарувана од публиката. Се надевам. Па јас не би се сложила дека ние објавуваме само балади, има доста брзи песни, меѓутоа песните не може да ги делиш на балади и брзи. Песна треба да биде добра и не толку добра песна. Значи ако песната така добра и да биде балада, ќе биде хит. Што направи Адел со нејзините балади? Го потопи светот. Која Jay-Z, тој Jay-Z, Така да не може така да гледаш, не сакам да слушам македонска музика зашто се балади. Не го реков јас тоа. Не, општо Да. коментарите што ги слушам, ми нема логика коментарот. Ама и контрадикторни сме. Апсолутно. Да. Затоа што не префаќаме македонско, секогаш сме не. И некој македонец ќе почне да пее на српски. Зошто пее на српски? О, Точно. Да, и тоа. Точно. Пејам татковината. Леле. Ете. Тој е нашиот народ, а кој е твојот став за тоа што повеќе од 15 години, точно 15 години, памтам, пошто имав 6 кога се емитуваше првата турска серија, кој е твојот, па и твојот, после ќе те прашам, вашиот заеднички став за турските серии кај нас? Да, зошто се емитуваат 15 години турски серии во Македонија и зошто не се снимаат македонски серии квалитетни филмови? За пари. Добро. Тоа сака веројатно народ да гледа. Продукцијата Не, тој ми е презентирано на народот. Па да, ама веројатно имат рейтинг. ги взимаат за ефтини пари, турските серии. И прават многу гледаност, се пунат телевизиите со пари, а они немаат никаков филм. Они не ангажираат тим за снимање. Да. За ти да снимаш серија, тебе ти треба да одредиш денови снимачки, да платиш екипа,
тонец, камера, монтажа, глумци, кетеринг, да не набројувам. Тоа е пари. Нив не има загарантирана гледаноста, пошто македонски серии не сме навикнати да гледаме. Жили Марковски што направи некаков успех и пресме. Да. Да речем. Ама тоа се онака стимени во една просторија. Јас, знаеш како е мојот став? Абе нека си скопира некоја турска серија буквално целата тема и содржина, па ние да ја стимиме и тоа е тоа. Решението за тоа е да се собрат. Да. Избреши ги. Нема турски серии, има само македонски серии. Ке гледам. Да. Дали менталитетот наш македонски се смени од кога почна да се емитуваат турските серии? За? Нашиот менталитет станав многу поагресивни, почнавме да се понашаме како нив. Не ми исто. Менталитетот дека се смени, јас мислам дека само повеќе отупуваме, не знам, имам некоја такво чувство. Да. Изабела како глумица, актерка, ќе те оцени дали си тремачика и како, например, знаеш да онака да излезеш и да се најдеш на сцена со една многу интересна игра која се вика Погоди го предметот и така натака, животното, човекот, името на човекот, пејачот и така натака, имаме тука различни карактери. Со мимика, гесту и пантомима. Додека се спремиме, мислам дека ќе одиме со уште еден блок од реклами од нашите спонзори. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Океј, девојки, дали се спремни? Мора да сме. Изабела, кога последен пат ти глумеш? Играше на сцена. Пред 2 недели. Ајде ти сега да видиме како ќе изиграш на сцена и да видиме Александра, да ја помогнеме да ја разбие онаа трема. Хајде ќе започнеме с Александра, ти ќе погаѓаш. Јас ќе погодам, добро. Конј. Аман бе! Аман! Па тоа Добро! глумица е. Ај се ова да те видам. Ова требаше може би Изабела да видам. Комарец. Браво, браво! Уште, сега, има сега да те зездам. Ајде ова. Ајде ова сака. Чека, сега ми треба нешто. Супа. Риба. Добро нешто кинеско. Суши. Абе, глеј. Јапонка. Немој да ги дискриминираш јапонците, те молам. Помага ми пре. Ај, глеј сега. Змија. Згадај зми. Не го гледај ме мене. Баш ме интересира што е Ајде. и како ти го објаснуваш. Така мене ми личи. Ајде уште еднаш. Тоа се кинески стапчи и ти не фаќаш со нив. Алачки да беше овде ке ти направи. Може да не треба скинеш. Станеше све јасно. Некоја кинеска храна. Па, Па сега и у Македонија се јаде. не е баш кинеска, ама морам така да... Шпагети. Шпагети! Браво, браво. Па како па се дели се Како кобра од вазна. значи јас добро што не играм оваа игра. Ајде видиме сега како ти обясниш таа Александра. Аха, окей. Да, второто. Опа, што преш бе? Јавање? Не. Веслање? Скијање? О, браво. Идеме дале. Ова е многу интересно. Ево. Аха. Добро.
Суеверие? Не. Страв? Не, може да што ти го објаснам. Чекај. Друго. Не, ова е потешко. Еј да, браво. Вага? О, браво. Добро Сакам што, да ме килажа. добро што не напишав близнаци. И ова е последното. Аха. Добро. Електричар? Сијалица? Лустер? Да. Браво, браво. Изабела Јакимова Пан и Александра Јанева во играта Погоди го предметот. Девојки, седнете ве молам. А заврши. Ајде еден краток джингл. Метрополис, број 1 радиомрежа. По джинглот, сега сакам да ги спочитувам нашите гледачи, да ги прашам тоа што ни ги интересира поврзано за вас. Дали сте спремни, дали може. За разлика од моите колеги, ја не сум ненормален па да ве прашам глупости што пишува, јас сам прашам некои поинтересни работи. Изабела, еве ја девојчева што те прашала, првата прашање што ти го поставив. Таа се вика Симона. Рековме зошто престана да бидеш смешна и одговоривме таа тема. Стварно, Изабела, зошто престана да снимаш секојдневни ситуации на TikTok, Instagram и зошто престана они серијали со фитовите? Добро, тоа го одговоривме. Матеја ја прашува Александра. Александра, Скопје или Струмица? Кој ти е по-омилен град? Струмица. Дека си родена? Па не, некако дека сите блиски ми се таму и секојаш кога се враќам во Струмица, се враќам на одмор. А во Скопје сум секојаш со обврски. Со обврски, ја? Да. Дали е точно дека Андријана Јаневска и Александра Јанева се конкурентки, прашува Иван? Не го гледам тоа како конкурентки, ама верувајте ми во животот, значи ако некој повеќе мешале од Александра и Андријана Јаневска, јас мислам, еве, ке се потпишам тука, нема шанси, значи, или јас сум тагирана Андријана Јаневска, или Андријана Јаневска е во сториње тагирана Александра Зошто Јаневска. така? Не знам зошто е тоа така, ние сме и различни генерации на пејачи, да. И тотално различен стил имаме на изведба, различно изгледаме. Веројатно тоа што ете, не слушаат македонска музика и Исто презиме. така им се. Да, нешто им се чуло, ама не. Да, не вика, дали сте конкурентки, Иван? Конкурентки. О, Иван, овој ден е твојот, Иван. Го ангажирало дома. Не знам, не гледам конкуренција меѓу пејачите. Толку малку сме и уште не знам Конкуренција да има. Конкуренција. Има. Ангела ја прашува Изабела. Во какви улоги најмногу сака да глуми Изабела? Ова Ангела мислам дека знам кој е. Во какви улоги сакам? Па сакам да глумам во нешто што е различно од мене. Од твојот карактер? Да. И што ми се предизвик. Ана те прашува во какви односи е со Бранко Атанасов? Морам да кажам почеток кој е Бранко Атанасов? Бранко ми е све од 9 години. Да. Со него израснавме во исти како што сме биле секогаш. Со години. Дали е точно дека Изабела била со тој Бранко на одмор? Изабела оди на одмор со тој Бранко со години. Така е, Ана, добро. Океј, нешто повеќе има, нема. Имаше на времето, јас знам. Не, па ние пак нешто, комбинација, да, ама сега сме двајцата преокупирани со работи и малце тој живот ни е на стендбај. Убав одговор, браво. Да. Океј, и те прашуваат, тоа што те прашав јас, дали планираш брак и деца? Тоа јас те прашав, те прашува Сара. Планирам. Тоа го одговоривме, Сара. Фала ти сепак, Сара, на коментарот, така да имате можност да пишувате на мојот Инстаграм профил, се што ве интересира за моите гости. Веруваме за ваша среќа или ваша тага се оближуваме да самиот крај, па јас ке ве прашам, што ќе кажете? Дали ви се допаѓаше емисијата? Мислам дека супер си поминав. Баш беше забавно.
Дали прв пат гостувате овакво ток-шоу до сега? Да, со ваков концепт, да. Баш ми е кеф. Ме радува тоа што беа поинакви направи. прашањата. Да. Идни планови? Идни планови, нова музика. Нова музика. Јас се баја чекам твојата нова песна. Помнав, да. И јас. Дали ветуваш дека е ти заедно онака како другарачи ако уште возраст вака ќе си идеме на представите кај Изабела? Може. А јас на концерт. Ќе не потсетиш Може. само кој ден треба да дојде и Александра? Се уште не е закажано. Добро, во декември правите представа? Да. Добро, и картите луѓето од кај може да ги набават? На Златен Зап. На Златен Зап. Таму обично онлайн се купуваат. На онлайн Златен Зап ќе купите карти за представата на Изабела и Изабела за сам крај сакам да ми кажеш некој откачен виц. Леле, виц. Виц сакам да ми кажеш. Виц. Откачен. Прљав. Леле, еден со риби го знав, многу си јам смеено. И јас иначе не знам да раскажам. Вицови, мајке, Исто. Не ги паметам. А да ти раскажам анекдота, пошто не ја праша, мене не ја праша. Ајде да те анекдота сакам да ми раскажеш. Сега скоро ме викна еден режисер да снимаме пилот серија која ќе се праќа, не знам каде, па ако се земе спонзорот, ќе се снима серијата. Папаламаца ништо не испадна. Тоа небитно. Знаеме тоа, Македонија. Одам јас да снимам серијата и тој ми вика ќе бидеш вика танчарка. И јас стојам дома и викам мојот муабет дека не може да се да бидеш актер. Ја немам предиспозиција за танчар. Значи, нит сум знаела, современ танц на академија не ми бил најдобар предмет. Ке земеш, ке си играш нешто. Значи, не сум, ни телото ми е такво градено, ни ништо. Ама викам, ајде, може има некоја идеја да биде тоа смешно, да биде, не знам, карикатура. И Давид собрани ние 7 актери, трупови. Познати, наши. Не, моја генерација. Добра. Колеги, ама трупови, вакви стоим. И вика, ајде, Јована Ти со Зајкова, физикална плюс. јас со физикална, еден ваков, не знаеме да стоиме. Не знаеме да стоиме. Ке бидете, вика, балерини и балетани. Александра има играно балет на времето. Да. Јована Зајкова, она е танчарка и ден соработуваме, доаѓа девојчето да не вежба, леле кога не виде. Му вика на режисирот, вика, бе, а да направиме дублери, направиме. Да викнеме танчари демек да играат они, па ти само улица снимај ги овие. Трупови. Вака, не знаеме да одиме. Вика, ајде да ве загреам, вака, лева, десна. Ти правиш лева и толку, не можеш да се кренеш. Добро е, колку години имате? Ама ужас, што да ти кажам, глумци. Глумци со нула искуство танц. И тоа ми беше, баш се смеев, ми не испадна ништо и среќа. Од тоа ќе беше крв од очи, ако некојаш излезеш у етар. Ама ти беше на вистина интересно, а на вас ја посакувам што поскоро да се оправите баби, детици, ни заедни. Пензионери. Оке, Александра, сакам нешто во живо да ставиме крај малце да ни ја разубавиш ова вечер. Сите можеме да губиме, и туѓи живот и да судиме, но каков живот имаш ти? Кажи ми, сите можеме да губиме, и туѓи живот и да судиме, но каков живот имаш ти? Кажи ми. Браво, браво. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ти затрува хейтерите, а јас ќе ви подарам по овој повод прекраса на нашите пријатели Сиора, веќе ги отворив производите органска козметика, револуцијата на органската козметика се тие. Не само во Македонија, туку и пошироко. Александра, ова е за тебе. Баш ти беше огромна чест што гостуваше кај мене. Дефинитивно Сиора имаат различни пилинзи, средства, масла за тело, кои што се навистина се од органски без химикали, како што прават другите бабулици, сврбежи и така натака. Ова е од Сиора за Изабела. Фала ти многу. Девојки, навистина беше многу чест што гостувавте во ти реков ми рече и навистина онака вие двете се совпаѓате како соговорнички, така да нареден пат кога ќе излезе новиот хит на Александра, можеме повторно да ве споиме. Може. Да направиме. Може, мене ми беше многу убаво. Тоа е тоа. Ваше За крај нешто да да. кажете, имате да кажете нешто, немате.
Јас се чувствував како да сум дома Баш ме кефте. и мислам дека тоа е позитивен коментар и критика за тебе и фала ти што ме викни, што даваш простор да Секогаш. си кажеме што Секогаш сте работи. добрододени кај мене, мој број имате така да сте добрододени кај мене, Александра. Фала ти многу, остани таков свој каков што си и продолжи да ги почитуваш твоите гости. Така е, секогаш ги почитувам. Па добро, за самиот крај мене што ме останува да кажам е да ги поздравам нашите спонзори All Electric, најбрзите електрични тротинети, најдобрите електрични мотори и најдобрите електрични велосипеди само на едно место во центарот на Скопје, All Electric. Сигурно веќе ги кажавме, најдобрата органска козметика и најслушаното радио во Македонија 99,4 Метрополис. Тоа е тоа. Чао, чао од нас. Ајмо. Чао. Чао! Метрополис, број 1 радиомрежа.